Нема веќе редица гужви, чекање, нервозни граѓани за вадење лични документи. Издавањето на лична карта, возачка дозвола, пасош се врши во нормални услови, со законски утврден рок за само 15 дена. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски посочи дека онако е било ветено претходниот период, веќе е остварено. Со макотрапна работа се врати во нормала издавањето на лични документи, посочува тој. Што требаше да следи од аспект на процес на издавање на лични документи, кој е основно човеково право и основно право на македонските граѓани, дека ќе го вратиме во нормала, еднаш за секогаш, се случи, од оваа недела па натаму, секој еден македонски граѓанин кој што ќе поднесе барање за да се стекне со нова патна исправа, возачка дозвола, лична карта, секој еден од тие лични документи ќе може да ги оствари во рамки на она законско право кое што е утврдено во рамки на законот, тоа е во рок од 15 дена. Она кое што го ветивме, го сторивме, да, тешко беше, да, требаше полициските службеници да работат макотрапно, да работат и прва и втора смена, да дадат се од себе си, да работат и сабота, да работат и недела, но со огромна благодарност до нив успеавме да целиот тој процес кој што оние претходно го, како да кажеме така, вештачки создадоа заради неработење, успеавме да го разрешиме. Тошковски апелираше до граѓаните кои се уште не ги промениле своите патни исправи со новото уставно име тоа да го сторат во наредните неколку месеци, заклучно до нова година. Околу 750.000 возачки дозволи се издадени согласно одредбите од законот со новото уставно име. Потребно е да се реиздаде уште одредена бројка, да речеме до 1 милион возачки дозволи, за да дојдеме да ја затвориме целокупната бројка на возачки дозволи кои што се издадени и со старо име и со ново име. Поради тоа ги замолувам да во наредниот период од неколку месеци сите оние кои што имаат возачка дозвола со старото уставно име да пристапат кон обновување на истата, заради тоа што согласно измените на законот кои што ги направивме, старите возачки дозволи ќе важат заклучно со крајот на оваа година. Тошковски посочи дека во наредниот месец Министерството ќе спроведе кампања преку која ќе се повикаат граѓаните да ги променат патните исправи со новото уставно име.